Мија Прајдмор имала 15 години кога почнала да злоупотребува лекови на рецепт. My parents were drug addicts. Моите родители и целото мое семејство беа зависници од дрога и тоа беше прифатено. Беше така, едноставно. Беше речиси очекувано, како да беше начин на живот. Прајдмор вели дека била функционална зависничка од метафетамин, додека не почнала да пуши фентанил. It takes you over. It's like you don't care about anything else. Ве обзема, како да не ви е грижа за ништо друго освен да се дрогирате. Имав убав автомобил, дом и како да ги изгубив сите тие работи затоа што се грижев само за дрогата. Советникот за јавно здравје Бред Фајнгуд вели дека фентанил влегува и излегува од човековото тело побрзо од другите лекови и има поостри симптоми на одвикнување. По некое време луѓето не користат затоа што сакаат да се надуваат. Тие го користат бидејќи симптомите на одвикнување се толку тешки за да не се разболат. Тој полуживот е толку краток и поради тоа тие мораат да го користат се почесто. Тешкото повлекување од фентанил го спречило Томас Карпино да бара лекување. Your body aches, your muscle, Ве every боли телото, ве болат мускулите, секоја коска во вашето тело. Мускулите ви се грчат, повраќате. Едноставно не може да се објасни, тоа е најлошото чувство на светот. Барајки третман подалеку од нивната зависничка средина, Карпино и Прајдмор патувале 230 километри од Јакима до Обурн, Вашингтон, каде медицинскиот тим на Health Point им помогнал на повеќе од 800 луѓе со зависности во последниве 5 години. Доктор Нейтан Китл вели дека преминувањето на рехабилитационен третман од фентанил е потешко отколку кога се во прашање други опиоиди. With other opioids prior to fentanyl. Со другите опоиди таа промена може да се случи прилично лесно во рок од еден ден. Има малку страдање, малку непријатност, но мислам дека станува потешко поради некои од уникатните својства на фентанилот што се задржува во телата на луѓето. Китл вели дека за некои зависници лекувањето ќе биде доживотно со континуирано земање лекови, слично на инсулинот за диабетичари. Другите зависници, вели тој, имаат повеќе избори. There are people who Постојат луѓе кои може да направат промени во животниот стил, може да ги променат своите навики, може да ги променат луѓето што се наоколу, може да ја променат средината во која се наоѓаат и можеби лекот е добар за 1 или 2 години. Тогаш тие може да се извлечат бидејќи остатокот од нивниот живот е подобрен. Националниот институт за злоупотреба на дрога проценува дека стапката на зависност од опиоиди е помеѓу 40 и 60%. Прајдмор и Карпино велат дека е олеснување по откажувањето од фентанил и дека со нетрпение чекаат да најдат работа и да останат чисти.